Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Гласот на Америка на македонски. Ова е ТВ журналот Newsflash, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Јужнокорејскиот министер за одбрана поднесе оставка на функцијата по критиката како се справува со ситуацијата по инцидентот со Северна Кореја, а милиони американци денеска го прославуваат Денот на благодарноста со традиционална вечера и во кругот на семејството и пријателите. Повеќе за ова во продолжение. Американскиот председател Барак Обама во редовното неделно обраќање во чест на Денот на благодарноста ги повика американците на меѓусебна поддршка додека земјата се справува со војни и невработеност. Тој, како што кажа, се надева дека демократите, републиканците и независните наредните неколку месеци ќе соработуваат во интерес на напредок на економијата и по други прашања. САД официјално го одбележуваат празникот уште од 1863-та, иако првиот ден на благодарност се верува дека бил во 1621 година. Тогаш британските колонисти во населбата Плимут, што сега се наоѓа во државата Масачусетс, имале гозба со домородното племе на индијанците Вомпананг, од кој научиле како да произведуваат храна и да ловат. Јужнокорејскиот министер за одбрана Ким Таe Јанг поднесе оставка на функцијата по критиката за начинот на кој се справува со инцидентот од страна на Северна Кореја, при што загинаа 4 лица. Сеул соопшти дека значително ќе го зголеми своето воено присуство на населениот остров Јеонпјонг, каде беше извршен артилерискиот напад. Северна Кореја предупреди дека ќе изведе дополнителни напади, како оној од вторникот, доколку Пјонкјанг продолжи со, цитираме, дрските воени провокации. САД соопштија дека ги информирале странските влади дека веб страницата Wikileaks повторно се подготвува да објави чувствителни американски дипломатски документи. Портпаролот на State Departmentот PJ Crowley истакна дека очекуваното обелоденување може да биде штетно по националната безбедност, а животите и американските национални интереси ги изложува на ризик. Кроули додаде дека објавувањето на чувствителните податоци можно е да креира тензии меѓу САД и сојузниците ширум светот. Многу активисти за животна средина беа разочарани со исходот од минатогодишната конференција за климатски промени во Копенхаген заради непостигнувањето на широк долгорочен договор. За некој ден започнува нов самит за климатските промени во Канкун, Мексико, но и оттаму очекувањата се лимитирани. Еве зошто. Минатогодишната климатска конференција во Копенхаген донесе консензус по некои прашања, но не и за договор што ќе биде обврзувачки за државите да го ограничат испуштањето на штетни гасови во атмосферата. Државите генерално се согласија дека таква мерка е потребна, но националните интереси беа ставени во преден план. Ова го вели извршниот директор на меѓународната мрежа за климатска акција Дейвид Турнбул. Не станува збор за тоа дека Обединетите нации не функционираат или дека системот заснуван на консензус е проблем. Најголем проблем е домашната политика која спречува постигнување на договор. Научниците најмногу се загрижени за порастот на емисијата на издувни гасови од фабриките, електраните и возилата во најбрзо растечките земји, како Кина и Индија. Кина, која во моментов е трет најголем емитувач на јаглерод диоксид, вети преземање акција на минатогодишниот самит, но има показатели кои укажуваат дека не се придржува на ветеното. Аналитичарот Нил Лейн од Институтот за јавна политика при Универзитетот Бейкер вели дека заложбата на Кина е клучен дел на напредокот за преземање акција во врска со климатските промени. Мислам дека главен предизвик е Кина да си го одржи зборот што го даде во Копенхаген, исто како и Соединетите американски држави, со администрацијата на претседателот Обама. Лейн вели дека и самиот бил скептичен за ефектот од климатските промени, но дека научните факти го убедиле во заканата по човештвото. Нил Лейн вели дека сепак се надева на напредок во Канкун, затоа што светот зависи од тоа. Американците го прославуваат Денот на благодарноста секоја година на 4-тиот четврток во ноември. Оваа година тоа е денеска. Празникот е време кога семејствата и пријателите се собираат во знак на благодарност за сите благодети што ги уживаат. Идејата започнала во 1600-тите години откако доселениците дошле во Северна Америка од Англија за да започнат нов живот. Погодишната жетва се заблагодариле и уживале во гозбата. Како денес се негува таа традиција од следниот прилог.
Утре во Хоби Саунд, Флорида, Джейн и Кирк Харнес ја подготвуваат вечерата за денот на благодарноста. Джейн го прави преливот од семеја на рецепт. Ова е нешто што мајка ми од секогаш го правеше во нашиот дом, ова беше традиција. Керката Кајлин вели дека е забавно да се готви, особено и се допаѓа питата од тиква. На овој празник треба секогаш да има пита. Главното јадење е мисирката. Во некои домови традиција е да се отстрани градната коска од мисирката и да се замисли желба. Еден од луѓето на масата ја држи коската од една, другиот од друга страна и се крши кога си замислувате желба. Оној кој ќе заврши со сплеснатиот дел на врвот ќе биде среќниот на кого ќе му се исполни желбата. Од другата страна на улицата слична слика. Тука живее семејството Бакман и тие ја подготвуваат вечерата. Друга главна состојка се дренките. Ги вариме 5 минути, потоа се ладат и од нив го правиме познатиот сос без кој не се може. Зачините Лорен ги бере од нивната градина, а сопругот Бат кине кокос од кокосовото дрво. Кај нив тортата од кокос е семејна традиција. Откако ќе седнат на трпезата, семејствата се молат и се заблагодаруваат за благословот. Кирк и Джейн Харнес велат дека се благодарни што се заедно на овој посебен ден. За мене денот на благодарноста е да се биде со семејството, мислејќи на сите работи за кои сум среќен да ги имам во животот. Бич Комс е роднината на Лорен и Бат Бакман. Тој набројува за што се е благодарен. За моите деца, внуци, за тоа што Господ ме чувал сиве овие години. Соседот Кирк Нарнес вели дека денот на благодарноста придонесува за почитувањето на сето тоа што го има во сад, слободата пред се. А по празникот се ужива во храната што преостанала, некогаш и со денови. А утре мобилните телефони спасуваат животи во земјите во развој, со телефон до лекарска диагноза. Гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash. Каква врска имаат мобилните телефони со милениумските цели на Обединетите нации? Голема, велат здравствените работници. Гледајте во утрешен Newsflash. Од студиото во Вашингтон, ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска. За најново од сат и светот, појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Ви посакуваме пријатна вечер, ви благодарам на вниманието и гледајте не утре.